Со години не на православната црква. Не, ние се крстиме во западните вредности и сакате овде да не се случи кочани или нешто друго или нешто трето. За нас единствената вера, луѓе, стана единствената вера за нас стана мера, мерката, количината, парите, богатството, недвижностите. Која црква, која православие, која муда за бубрези, бе? Го гледаш пости за Великден, киде у црква, ке се, овој со друга рака, ке се прекрсти, и откако ке влезе у кафана, у 12:30 по полноќ, веќе ке почне да смислува како следниот ден да уништи некој кутар човек, или да му го земе бизнисот, или да го или да го оде. Или овие мецениве што ги гледате, што градат параклиси, прават параклиси, оние мали не прават цркви, големи прават ова, прават она. Мислите дека тоа го прават од, како да ви кажам, од преголема љубов кон Бога? Не бе, људи, си ја мијат совеста. Ти толку срање имаат направено за да ги направат тие милиони, што сега мислат дека ако вложат во некој Божји храм, овој Господ од горе ќе ги види и ќе рече: фала ти, немај гале, од сега јас стојам за тебе. Јас сум твојот заштитник, или некој светец само, или кој да. Како, на кој начин е инаку врзано праењето милиони со учењето из Христово? На кој начин е поврзано? Складирањето милиони, недвижнини, возни паркови со учењето на Христос, на кој начин е врзано? Кај го пишува тоа? Негде го има, негде у Нов Завет? Не бе, људи, све е тоа лицемерие. Човекот е со фабричка грешка, со тешка фалинка. Таа фалинка се вика никогаш не му е доста. Секогаш сака повеќе. И како сака повеќе, така се повеќе се десензибилизира. Станува отапен на други работи што порано му значеле, ги приметувал, бил емотивен, бил солидарен, бил емпатичен. Кога ќе почне да претерува, да ги прегазува сите црвени линии на пристојно однесување, на морал, нова се десензибилизира. Станува нешто друго. Тоа е она што народот вика парите го расипаа. Или раскалашениот живот го расипа. И тоа више не е истиот човек. Тоа не е оној што го познававме од пред 30 години. Тоа е некој друг, што ни сам себе не се познава кој е. Тоа е тешка трагедија што се случи у Кочани. Ви велам, една од најтешките во, како да ви кажам, во последните 10-15 години на тлото на Европа. Ние на мртвиве више не се сеќаваме, како што викаше една мајка тамо, вика, на секој марш има се помалку маршови, на секој марш има се помалку луѓе за деца. А и на мртвиве што више народот, знаете како е овдека? Секој е чудо за 3 дена. Сегде у светот е така. Али проблем е уште поголем што и на ранетите, на тие што преживеа не се сеќаваме. А они уствари го поминуваат вистинскиот пекол. Да не ме свати некој погрешно. Кај овие првиве траел 5 секунди, 10 секунди додека не се задушило јаглерот моноксидот или додека не изгорел итана. Овие цел живот додека се живи што преживеа, пак и го преживуваат истиот пекол. И конкретно таа вечер, што им се случило таа ноќ,
вклучително и сите последици што ќе ги влече до крај на животот. 200 и кусур луѓе, колку беа ранети. Кој ќе кажете и ранети преживеа, чути преживеа. Тие се, како да ви кажам, тие се полуинвалиди или целосни инвалиди или... Зошто? Ради Сашо, што му рекол на Петко, кажи му на Јанко да иде кај Станко, нека му цалне нешо, да има и за нас, све ќе ти потпишам, после нека дојде кај мене, ја ќе му потпишам. Тоа е причата. Дали е Скопје, дали е Кочани, дали е Кратова, дали е Виница, дали е Радовиш, Пехчево, дали е Кичево, Дебар, Гостивар, Охриц, појма немам, Тетово, итана. Истата прика знае сегде. Со години. Власта си ја заврши работата. 60 души уапси, од кои 25 полициски службеници. И тука има исто еден парадокс. Извинете, може ве тупам. Тука има исто еден парадокс. Колку повеќе имате обвинати, толку потешко доаѓате до вистинската правда. Тоа е судски парадокс, правен парадокс. Не знам како кажете. Колку поише обвинати, толку помалку правда. Толку поише има шанси меѓу тие обвинати да се протне некој што може би има најголема вина. А не тоа власта крива. Пак, начинот како се поставени работите. Власта реши, тргна апси, и нивни, и све апси, и шо, ај ке видим, еве. Пак ќе дам пример, идентичен, Швајцарија, она што се случи на Нова година. Луѓе, абе тамо отворено, градоначалник, појма немам, кој беа тој тамо за урбанизам у градот одговорен, за појма немам за шо беа. На прес излегува мртви ладни си кажа, ние не презимаме никакво, ние немаме одговорност за таа работа. Па тоа да му се десеше на некој наш тука да го каже. Пример е градоначалник на Кочани Жавиове. Не сум ја одговорен, не сум. Па он ке беше растргнат, мислам, медиумски, фейсбуковски, инстаграмски до следниот ден, ковче немаше достане од него. Веде мртви ладни си кажа, какви оставки, не даваме, не прифаќаме одговорност. Еве ви ги тамо, газдите, у нив барајте одговорност. А газдите тамошни, мажот и жената на тој клубот што изгоре, идентичен начин. Скоро ист со Кочани, со шталана во Кочани. Со години така се провлекувале. Им доаѓале и на нив инспекции. Ова не ви е добро, сте ги затвориле со фотели, влезовите, тој долниот дел кај клубот, па има скали нагоре, нели за да излезеш надвор. Тој долниот дел ти е имало два влеза тамо на страна, ги заградиле со сепареа, убави големи сепареа, така интимни за интимни по интимни средби, така натаму и така натаму тој дел тамо не. Никој ништо не можел на тој брачниот пар. Исто, со години се жалеле луѓе на бука, на ова, на она, станари тука, жители од близина. Никогаш никој ништо не им кажал. Никогаш ништо не платиле ни франк за тие поплаки што ги примале. И тужби. Све паѓало она. За било што. За на крај да дојде до ова. Па немаше апсење од напас. Дојде сама у суд оваа си даде изјава, си излезе од судот слободна, си плачеше малку, кажа колку е жал за жртвите, сето тоа се виде дека адвокатот и кажал што треба да каже, пошто тука да не беше адвокатот, нели, за да остане, нели. А 9 дена бегаше, а немаше нигде. До човекот е. Ние сме кабајат. Јас и ти, и тој и таа, и ние, и вие, и тие. Ке рече некој, ако се прашува некој зашто се сурови у некој земји кон одредени работи, кон корупција, кон кражба, економски криминал, вака, онака, итана, педофили, силувања, брутални, зашто се сурови у некој држави? Као Кина, као некој држави од муслиманскиот свет и така натаму и така натаму. Затоа се сурови. Затоа што сватиле
за некои човекови девијантни однесувања, правниот лек у смисла на затвор, не знам, дека не брка работа, дека оној што наумил има тригер нешто да направи болно, он ќе го направи ако свесен дека иде у затвор. Ама ако знае дека може да остане без двете раце, ако решил да краде, ако знае дека може да биде обесен на дрво, у јавност, пред комшиите, тогаш потешко се одлучува на таков чекор. Затоа ние се за нас, за нашата цивилизацијска поставеност, предодреденост, мислам, тешко е да се сватат овие работи. Од аспект на нашата цивилизација, сакав да кажам. Од аспект на нашето темелно воспитување. Ама кај нив се тие работи многу нормални. Ето тоа, не знам колку ве тупев. Нема лек едноставно. Она што е, пак ја сетете се на зборовите што ви ги кажав на стендап комичарот Джордж Карлин. Не можете да го смените системот. Не можеме ја и ти да го смениме системот, ако ја и ти сме го поставили. Како може да го смениме ја и ти системот, таков погрешно поставен, накриво наседен, ако ја и ти сме го поставили? И ако ни одговарало таков да биде. Таа не може. Ајде.